Почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. И во овој 27 април, четврток 2023 година. Од прва рака информација од Тиквешкиот регион. Во дневникот ударните вести се следниве. Заседаваше Кавадаречкиот совет. Награди за учениците со високи постигнувања. Тутунарите добија субвенции. Тоа беа ударните вести за денеска, меѓутоа за нив и за останатите содржини со кои го одбележавме денешниот ден, понатаму во дневникот. Следете не. Советот на Општина Кавадарци денеска е одржа редовната 26-та седница. Беа усвоени извештајот за извршувањето на буџетот во првиот квартал од оваа година и ребалансот на буџетот. Од 2 мај учениците од 1 до 5 оделение во основните училишта во Општина Кавадарци ќе добиваат бесплатен оброк. Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на Општина Кавадарци во првиот квартал и ребалансот на буџетот беа дел од дневниот ред за денешната 26-та редовна седница на Кавадаречкиот совет. Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за периодот од 1 јануари до 31 март годинава е во износ од 244 милиони 195 илјади денари во однос на планираните 1 милијарда 168 милиони 596 илјади денари, или изразено во проценти 20,9%, додека реализацијата на вкупните расходи за истиот период е 229 милиони 789 илјади денари, или 19,66% од планираното. Што се однесува до измените во општинската каса, приходите и расходите се зголемуваат за износ од 69 милиони денари. Советниците од опозицијата имаа своји видувања во однос на кварталниот извештај. Анализата на овој квартален извештај го покажува следното. Кај даночните приходи имаме солидно остварување на планираните приходи, значи во проценти е 19,28%, значи на исто ниво како и просечниот процент на остварување на приходите. Но кога би направиле анализа во структурата на даноците, кај приходи од данок на доход имаме над просечните остварување 31,41% и тоа е солидно остварување и очекувано заради тоа што има зголемување на платите во јавниот и во приватниот сектор и има изголемување на процентот на издвојување на средствата од на вкупниот износ на средства остварен по овој основ. Значи, што се префрлаат во локалните самоуправи, значи минатата година беше 3%, сега е 4%, а веќе наредната година е 6%, така да овие приходи ќе растат во самата структура на вкупните приходи во локалните самоуправи, па така и во нашата општина. Во делот на привремени вработувања имаме 30 милиони денари за привремени вработувања, а платите на вработените само во општинската администрација изнесуваат некаде на околу 78 милиони денари, значи кога ќе направиме споредба со односот само на овие две ставки со капитални расходи излегува 2:1. Ако ги ставиме и другите тековни трошоци кои што ги реализира општината, ќе видиме дека од аспект на од развојен аспект и од развојна компонента на буџетот сметам дека пред се најголем дел од финансиските средства ги трошиме за плати и за тековни трошци, што не е добро. Ако навлеземе пак во делот на капиталните расходи, ја видиме суштината на капиталните расходи, која е таму во најголем дел се сведува се на реконструкција на улички, тротоари, значи сакам да кажам ситни работи кои што ги работи општината. Градоначалникот Митко Јанчев во својата дискусија нагласи дека општината се движи во правилна насока. Информираше дека од вторник учениците од 1 до 5 оделение во Кавадаречките училишта ќе добиваат бесплатен оброк, што се обезбедува со ребалансот на буџетот. Да, точно е дека блок дотациите по основ за додадена вредност на ДДВ се зголемени и тоа за прв пат државата го прави зголемувањето од 4,5 на 6%, ми се чини дека по општини и по нивното учество во делот на
некаков процент од самиот приход на општините. Така да општина Кавадарци е општина која што е економски развиена и мислам дека тука заслужуваме многу повеќе и треба да се бориме како општина да се вратиме повеќе од нашиот данок, од нашите компании кои што го остваруваат на централно ниво. Че образложите понатака ќе ги видите, значи капиталните обекти се ставени сега и во ребалансот, 3 спортски сали се отпочнуваат да се тендерират, се отпочнува денеска е аукцијата и за градскиот базен кој што треба да го имаме при Агенција за млади и спорт. Верувам дека ќе има избор, договор и така натаму за да се оствари тоа ветување. И во ова што советникот, координаторот од Социјалдемократскиот сојуз сега го наведи во делот, се потрудило да бара закони од Министерство, препораки од нутритивисти, не заборавајте дека децата треба да јадат 3 до 4 пати дневно. Ние даваме оброк или ужинка еднаш дневно на детево, а нормално дека дома секој од семејството, според можностите, си се грижи детево да се храни со соодветна храна и тоа добро што си го читал, си го видел, али за тоа секој дете дома како што си ги има своите родители, си има ручек, вечера, доручек и така натаки. Значи ни правиме за една ужинка каде што треба детето да го помине за тој од прво до пето, да ги помине тие часови надвор од дома во самото училиште. И сме прва општина која што ќе го воведеме ова да биде комплетно бесплатно за сите дечиња од вторник, еве, дека биде ова, утре ќе го најавиме официјално. Компанијата е избрана, договорот е склучен, компанијата е специјал продукт од Скопје со седиште во Кавадарци, на седиште во Кавадарци, мислам дека имаат во Дрекстермајер, така да и тука имавте некои напакување, овој ќе било, тој ќе било, така да е транспарентна постапка. Таа е компанијата. Храната за децата ќе биде соодветно третирана, спакована. Утре ќе имаме правење на правилник и протокол за доставување на самата храна на дечињата. И ќе видиме после недела, после две и задоволство на децата и на родителите и општото чувство од целата таа ситуација. Да, кажувате дека треба риба да ја имам, тоа не е, нас се бајде 8 сати риба да јадеш. Значи, просто ќе го правим кога види убаво како е. Ја не верувам дека некој се бајде 8:39 сати јаде риба или јаде некои други работи, се знае што е доручек, што е ужинка, што е ручек, што е вечера. Така да мислам дека во тој дел грешиш, али добро. Ако мислите дека е само оправдување пред изборно, не бегаме, тука сме, јас немам намера да ги ставам луѓето ниту во заблуда, ниту до сега некои сме ставили во заблуда, доколку проектот не биде неуспешен, незадоволни луѓето, а верувам дека ви нема се потрудите да направите таква кампања да бидат незадоволни, пошто сепак се работи за децата, да не ги злоупотребуваме за политички цели, ќе видиме реалната ситуација од исходот на самите оброци. Опозицијата во Советот забележа дека учениците немало да добиваат квалитетен оброк, туку ќе јаделе кифли и банички, што било спротивно на правилник и на она што било ветувано во предизборието. Советникот Павле Маневски нагласи дека правилникот за исхрана налагал 35% од дневните потреби на децата да се задоволуваат со појадок и прва ужина. На ваквите обвинувања реплицираше советникот Филип Тасев од ВМРО ДПМН, кој презентираше дел од менито, што како бесплатен оброк го добивале учениците во Росоман, каде градоначалникот е од редовите на СДСМ. И таму, нагласи тој, учениците за појадок добивале банички и кифли. Во однос на извештајот за работењето на општината, председателот на Советот доктор Стојан Чорамов се осврна на признанието и сертификатот што општина Кавадарци и градоначалникот Јанчев го добија од UNDP во делот на успешно финансиско работење. Во 2022 година UNDP спроведе темелно истражување и анализа на тема финансиско управување на локално ниво насочено кон граѓаните, пристап заснован врз податоци на позитивни одстапувања. Во самото истражување беа опфатени 80 општини во Република Македонија и градот Скопје. Целта на самото истражување, кое беше направено од страна на UNDP, имаат за цел да се најдат позитивните примери за управување со финансиите на локално ниво, пред се насочена кон граѓаните и нивното учество. Анализата покажува позитивни примери во 10 општини, меѓу кои општина Кавадарци е една од најдобрите, кои имаат добро финансово работење, редовно сервисирање на превземените обврски,
Партиципативно буџетирање, родово сензитивно буџетирање, ниско задолжување, одлична комуникација со невладениот сектор и бизнис секторот и високо ниво на реализација во буџетот. Ова е за 2022 година. Значи, нашата општина беше идентификувана како едно од најдобрите општини кои се позитивен пример за финансиското работење по мерка на граѓаните. Ќе го читам ова, ќе го цитирам. Вам и на вработените во вашата општина ви благодариме за дадениот придонес во реализирање за ова истражување. Ви честитаме за досегашните напори за добар финансиски менеджмент и ве охрабруваме да продолжите со вашите добри практики. Згора на тоа, издаден е и сертификат до општина Кавадарци од UNDP за финансовото начин на функционирање и работење на општина Кавадарци за 2022 година. Токму за тоа, општина Кавадарци, Советот на општина Кавадарци, без разлика на политичка ориентација, без разлика за тоа дали општина Кавадарци е задолжена општина, дали општина Кавадарци работи против интерес на граѓаните на општина Кавадарци, заедно како совет, без разлика на политичка ориентација, со нашата општинска администрација и градоначалникот господинот Митко Јанчев, во интерес на граѓаните на општина Кавадарци, треба да бидеме горди заради тоа што се работи за реномирана организација. UNDP да даде вакво позитивно финансиско менеджирање на нашата општина е за респект и за почит. Ви му благодарам на ова, а посебно на вас општинска администрација, сакам да бидете горди на овие успеси и на овие подвиси. На денешната седница Советот донесе одлука за преземање на основачките права и обврски на ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков. Беа донесени повеќе одлуки кои се однесуваат на урбанистички планирања. Едногласно Советот даде поддршка на одлуката за субвенционирање на јавното претпријатие за градски превоз. Од буџетот на општината за оваа година се планирани финансиски средства во износ од 160.000 денари кои ќе бидат наменети за покривање на трошоци за превоз на ранливи категории на лица за обавување лични општествени активности на територијата на општина Кавадарци преку субвенции на јавното претпријатие градски превоз. На предлог на советникот Јован Златевски, а со поддршка од сите советници, жителите од селата Подкожув добија ослободување од надоместокот за изнесување на смет. Услугата и понатаму ќе ја извршува ЈП Комуналец со цел да не се создаваат диви депонии, но фактурирањето за оваа услуга ќе се врши кон општината. Поминаа годишните извештаи за животна средина и управување со отпад за 2023 година, годишните планови за вработување во гимназијата Добри Даскалов и средното општинско училиште Киро Спанџов Брко и измените на планот за вработување во општинското основно училиште Тоде Хаджитефов. Се донесоа измени на одлуката за утврдување на единечна цена на билет за градски превоз, се разгледаа и усвоија извештаите за изработка на споменбисти и подигање на спомен обележје за 12 младинци од Ваташа. Пред советниците на денешната седница се најдоа и годишните сметки на фудбалскиот и ракометниот клуб Тиквеш. Учениците и нивните ментори кои ќе се вратат со освоени високи награди од државни и меѓународни надпревари ќе добиваат финансиски награди и од општина Кавадарци. Ваква одлука денеска усвои Советот на предлог на председателот на Советот доктор Стојан Чорамов и советничката група на ВМРО ДПМН. Почитувани жители на општина Кавадарци, денеска Советот на општина Кавадарци го прифати амандманот на советничката група на ВМРО ДПМН во ребалансот на буџетот со кој се предвидува обезбедување на средства од буџетот на општина Кавадарци за учебната 2022-2023 година, а во насока на потикнување, стимулација и мотивација на учениците и нивните ментори за уште поголеми успеси при учество на државните и меѓународните надпревари. Со амандманот се предвидуваат средства во износ од 800.000 денари, што всушност е придонес на општината во финансиската коцка на образовниот мозаик на учениците, што се надевам дека ќе биде уште поголем поттик за да се овозможи една лична сатисфакција на учениците и нивните ментори кои постигнале врвни резултати и се достојни представници на нашата општина на државно и меѓународно ниво. Со прифаќање на амандманот,
од Советот на општина Кавадарци. Општина Кавадарци вложува во идните генерации за истите да прераснат општествено одговорни личности и да се надеваме дека еден ден нивните образовни траектории ќе ги вложат овде во храмот на демократијата, во Советот на општина Кавадарци и ќе бидат продуктивно насочени кон развојот на општина Кавадарци во идно време. Во паркот на револуцијата во Кавадарци се реализираше проект преку кој дендропаркот се збогати со нови 130 декоративни грмушки дрвја и 43 цвеќиња. За спроведувањето на проектот се погрижи стручен тим и експерти од Кавадарци. Покрај Општина Кавадарци и Ротари клуб Кавадарци, како стручни членови во организацијската структура, се вклучени Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров и јавното предпријатие Комуналец, кои ќе се погрижат за одржувањето на паркот. Во близина на центарот на Кавадарци, на улица 7 септември, на спојот со улица Браќа Џунови, се наоѓа паркот на револуцијата со површина од 5136 метри квадратни, кој датира од крајот на 50-те години од 20 век, а во 2020 година беше целосно реконструиран од актуелната локална самоуправа. Во паркот има прекрасна вегетација, засадени се нови дрвја, нискостеблисти растенија кои се прекрасно место за уживање за љубителите на природата. Овој дендропарк што овие денови се подготвува и се прави, представува една збирка на дрвенасти растенија. Значи на определен простор направен е од човекот да се развиваат и растат дрвја, грмушки и позавици. Дендропаркот најчесто се подигнува со научно образовна цел, а може да има и културолошко значење. Едновремено лоциране во централното градско подрачје ќе представува така наречена светска градска шума. Дендропаркот е облагородено градско зеленило со таа намена. За одржување и унапредување на дендропаркот во Кавадарци се грижи јавното предпријатие Комуналец Зеленило во соработка со Средното општинско земјоделско училиште Ѓорче Петров, кој беше денеска на лице место. Разновидноста на дрвените растенија ќе се зголемува и постојано ќе се внесуваат нови видови. Истовремено за информирање на граѓаните ќе биде истакнато за каков вид на растение или дрво се работи. Со реализирањето на овој проект дендропаркот се збогатува со нови 130 декоративни грмушки и дрвја и 43 цвеќиња. За одржувањето и унапредувањето на дендропаркот, како што рековме, се грижи јавното предпријатие Комуналец Зеленило во соработка со Средното општинско земјоделско училиште Ѓорче Петров. Во спроведувањето на проектот, кој денеска и конкретно се реализира во Кавадарци, се погрижи стручен тим од експерти од општина Кавадарци. Општината има надлежност да врши управување со урбаните системи преку заштита на постојните, создавање нови затворени зелени површини. Инаку, нивното витално значење не е само од еколошката функција на Кавадарци на граѓаните, туку и заради влијанието што го имаат на здравјето на граѓаните, на социјалната благосостојба, економските придобивки, едукацијата на населението и друго. Покрај општината и Ротари клубот од Кавадарци како стручни членови во организацијска структура се вклучени во оваа работа, исто како и Средното општинско земјоделско училиште Ѓорче Петров и јавното предпријатие Комуналец, кои ќе се погрижат овој проект да живее подолго време. За прв пат во општина Кавадарци се посадува, односно се оформува дендропарк, кој е втор во Македонија. Ќе има од повеќе различни видови на грмушки, цветови и стеблисти растенија, каде што до секој растение ќе има ознака, каде што ќе ги пишува потеклото на растението, видот, големината, цвет, потекло и ред други работи. Ова заедно го изработивме со одделението мој општинар, каде што средствата одделени се од кавадаречката групација Ротари клуб. Акцијата заедно изведуваме со помош на Шумарското училиште, каде што во овие наредните 2-3 дена ќе биде целосно завршено. Младено, која е целта всушност? Целта на ово е како една помош од општината, со која за средното училиште ќе можат редом да се извршуваат настава оде и да ги учат и проучуваат
сите различни видови на растения. А кавадарци не се запознаат со некои растенија? Да, каде што би додал еден многу интересен интересна настан, каде што ќе се изгради исто и како стакленик, каде што ќе бидат поставени оние цветни растенија кои што може да го држат и зимскиот период. Одиме со вест која и како ги засега тутунарите. Денеска се исплатени 26 милиони евра субвенции за производство и предаден тутун од реколтата 2022 година. Висината на директното плаќање изнесува 80 денари по килограм за прва класа произведен и предаден тутун, 70 денари за втора класа и 60 денари за трета класа, информира од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Рекордни 26 милиони евра денеска се исплаќаат на 15.753 производители на тутун. Брзо, навремено, рекордно. За нас зборот е збор. Ветив дека на крајот на месец април ќе биде реализирана исплатата и еве денес тутунопроизводителите своите заслужени средства може да ги очекуваат на своите сметки. Ова за нас е историска и рекордна исплата. Историска и рекордна година во тутунопроизводството. Висината на директните плаќања изнесува 80 денари по килограм за прва класа произведен и предаден тутун, за што постигнавме историски рекорд на прва класа, 70 денари во втора класа и 60 денари за трета класа на произведен и предаден тутун од реколтата 2022 година. Промените пред 5 години, пред 4 години на моделот на субвенционирање, кој што започна со тутунот и кога велевме дека тие треба да имаат развојна компонента, денеска со факти и со бројки ги потврдувам. Одиме со теми од политиката. 27 април е крвавиот впечат на криминалите на ВМРО ДПМН. Срамно. ВМРО ДПМН ги слави и наградува извршителите од крвавиот 27 април, порачаа на денешната пресконференција од СДСМ. 27 април е најцрниот, најкрвавиот датум во современата македонска историја. Пред 6 години овде, во Македонското собрание, го видовме вистинското, насилничкото и режимското лице на ВМРО ДПМН. Вооружени насилници под контрола на ВМРО ДПМН насилно упаднаа во собранието, со цел да убијат пратеници, да повредат новинари и вработени во собранието, да го загрозат уставниот поредок, па дури да предизвикаат и граѓанска војна. И единствено, само тие да продолжат да крадат, да пробат да се спасат од правдата и да ја држат Македонија во заложништво. Да, ВМРО ДПМН го смисли и го спроведе крвавиот 27 април. 27 април е крвавиот печат на ВМРО ДПМН, од кој оваа партија и ден денеска не сака да се откаже. Нема никаква промена во ВМРО ДПМН, ниту милиметар. Тоа е истата режимска и насилничка партија. Партијата предводена од Христијан Мицковски, кој самиот беше надвор во толпата, денес се уште е на страна на осудените насилници. Наместо осуда, наместо извинување, ВМРО ДПМН денеска ги слави осудените насилници, нарекувајќи ги уставобранители, лицата кои се обидоа да го суспендираат уставниот поредок. Бараат амнестија за нив, па дури злоупотребуваат општински, народни пари за да ги наградат. СДСМ нема да дозволи 27 април да се заборави. Нема да дозволи никогаш да се повтори. За крвавиот четврток има ефективни затворски казни за извршителите. Секој од нарачителите на овој грозоморен чин во македонската демократија до извршителите мора да одговараат. 27 април никогаш повеќе. Продолжуваме со политиката. Со 300 милиони евра наместо за пенали и аванс само за мај за непочнат автопат, власта можеше да го купи лекот 3 кафта, рече на денешната пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стоилковски.
Почитувани 300 милиони евра, толку владата мора да исплати како аванс и како пенали само за март и април, според договорот за непочнати автопати. Почитувани со 300 милиони евра, државата може целосно да купи терапија трикафта за сите пациенти со цистична фиброза. И тоа непречено, непрекинато, за рок од следните 10 години. Ако неполни $300,000 е годишно за еден болен, а во Македонија има околу 130 пациенти со цистична фиброза, значи само со парите обврски по договорот од март до мај за незапочната градба и без проект со 300 милиони евра аванс и пенали, 10 години би се обезбедил лек за животозагрозувачка болест за 130 лица. Ковачевски и неговиот шеф Груби треба убаво да пресметаат колку животи ставаат во опасност, но и колку доживотни робии има во овој грабеж и штета од стотици милиони евра. Одиме со теми од спортот. Фудбалерите на Тиквеш повторно со празни раце. Кавадарчани се поразени на гостувањето кај лидерот Струга со 2:0. Вчера се одигра вонредните кола во првата и втората македонска фудбалска лига. Кај прволигашите лидерот Струга Тримум се зацврсти на врвот на табелата откако го победи Тиквеш на домашен терен со 2:0 во рамките на 29-тото вонредно коло. Шкендија не успеа да слави во Тетово против Силекс, каде одиграа без голови 0:0. Шкупина Чаир убедливо славеше против Брегалница со 3:0. Македонија Џорчо Петров го победи Скопје со 2:1, а Академија Пандев триумфираше против Победа со 2:0. Во втората лига во рамките на вонредното 26-то коло, Детонит Плачковица на домашен терен со убедливи 5:1 ја збриша слабата Саса, која и натаму грчевито се бори за опстанок. Охрид конечно победи откако на домашен терен со 2:1 беше подобар од екипата на Беса од Добри Дол. А Ресими на домашен терен загуби од фаворитот Гостивер со резултат 0:2. Воска Спорт со 1:2 славеше на гостувањето во Гевгелија, каде го совлада Кожув. Воска Спорт веќе во следното коло викендов со евентуален триумф над Аресими и математички ќе го обезбеди билетот за историски влез во првата македонска фудбалска лига. Пелистер на домашен терен со сигурни 2:0 дојде до триумф над Струшки Караорман, а на домашен терен славеше и Вардар, кој со сигурни 3:0 ја совлада Слога од Виница. Веќе испаднатиот Борец на домашен терен претрпе пораз од 0:3 од Локомотива Пехчево, а Тетекс на домашен терен забележа многу важен триумф од 3:2 над Беласица, со што колку толку ги изголеми шансите за опстанок во втората лига. Уште една информација од спортот. Дали Данило Брестовац има повратна карта до Дубај. Брестовац замина во Дубај на преговори со ракометната федерација на ОАЕ, чија репрезентација се очекува да ја превземе. На 3 кола до крајот во ракометната Суперлига, покрај битката за титулата помеѓу Вардар и Еврофарм Пелистер, се разжестува и борбата за четвртата позиција која носи место во ракометна Европа, а за која конкурираат екипите на Тиквеш, Охрид и Бутел. Тиквеш во следното коло гостува кај Еврофарм Пелистер 2, а во последните 2 кола игра дома со Вардар и нагости со Еврофарм Пелистер. Тиквеш очекува победа во битова кај вториот тим на Еврофарм Пелистер, но затоа барем на хартија е аутсайдер на дуелите со Вардар и со Еврофарм Пелистер. Најголем конкурент на Тикве за место во европските купови е Охрид. Тие дома играат со Пролет и со Еврофарм Пелистер, а во последното коло гостуваат на Бутел. Охриджани очекуваат бодови на двете средби со скопските тимови. Оценка теорија за освојување на четвртото место има дури и Бутел. Те играат со Алкалит, Пролет и со Охрид, па сами си ја кројат сопствената судбина, но зависат и од другите. Деновиве, голем број на портали се истрчаа со веста дека Тиквеш остана без тренер, бидејќи досегашниот тренер Данило Брестовац наводно решил да замине за Дубај, Обединените Арапски Емирати, каде треба да ја превземе тамошната репрезентација. Меѓутоа, вистината е малку поинаква. Имено,
Точно е дека Брестоваc заминал за Дубај, но всушност тој ја користи репрезентативната пауза, бидејќи првенството продолжува на 6 и 7 мај. Брестоваc всушност замина на преговори со Ракометната федерација на Обединетите Арапски Емирати. Доколку се договори, тој ќе ја превземе тамошната репрезентација, но тоа пак од друга страна не значи дека веднаш ќе ги прекине контактите со досегашниот клуб. Од извори блиски до кавадаречкиот суперлигаш ја потврдија оваа верзија и исто така не известија дека Брестоваc нема поднесено ниту оставка, ниту барање за прекин на договорот, ниту ја известил управата за некоја таква опција. Женската кошарка се ближи кон завршницата. Баскеткам обезбеди финале, а Бадел и Струга ќе го одиграат четвртиот полуфинален надпревар. Екипата на Струга внесе малку неизвестност во полуфиналната серија од женското кошаркарско првенство. Тие во третиот меч од серијата стигнаат до сигурен триумф против Бадел со резултат 62-52, по кој известно е дека серијата ќе биде продолжена макар за само уште еден надпревар. Во второто полуфинале кошаркарките на Баскеткам и по трет пат беа подобри од МЗТ Скопје, откако славеа нагости со убедливи 48-83 и обезбедија место во финалето, во кое ќе го чекаат победникот од дуелот Бадел Струга. Четвртиот надпревар помеѓу овие две екипи повторно ќе се игра на теренот во салата Нико Нестор за време на викендот, а повторно во улога на домакина е Струга, доколку дојде до мајсторка, односно петти надпревар, домакин ќе биде Бадел. И пред самиот крај на дневникот информации за тоа какво време не очекува. Сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температура до 20 степени. За време на викендот и во почетокот на следната седмица, во попладневните часови ќе има локално зголемување на облачноста, со услови за краткотраен пороен дожд и грмежи. Дневните температури до недела ќе бидат во пораст. Почитувани гледачи, ова беа темите со кои го заокруживме овој 27 април 2023 година. Останете и понатаму со вашата омилена КТВ телевизија и имајте пријатни мигови.